По 7 одиграни кола го имаме конечниот изглед на табелата во првата македонска фудбалска лига откако беа одиграни и одложените надпревари на Шкендија. Состојбата на табелата е интересна. На врвот е Струга Тремлум со 19 бодови колку уште има и Вардар, а веднаш следува Шкендија. Актуелниот шампион е трет со 17 бодови на своето конто. Силец го следи чекор на водечките екипи со 15 бодови, откако градовскиот тим нанижа 2 порази во низа, а блиску до водечките екипи е и тимот на Башкими со 13 бодови. Овие 5 екипи се одвојуваат од останатите екипи со двоцифрена бодовна залиха и ќе водат борба за местата кои водат кон Европа. Македонија Ѓорче Петров со двете победи во низа се искачи до 6-та позиција со 9 бодови на своето конто, а пак Бреера Струмец забележа победи тогаш кога најмногу треба и на своето конто има 8 бодови и се наоѓа на 7-та позиција. Пелестер влезе во голема резултатска криза. Битолскиот тим има 4 порази во низа и се наоѓа на 8-то место на табелата со 6 бодови, а пак на 9-та позиција Арсими со 5 бодови. Овие две екипи се во бараж зоната за опстанок во првата лига. 5 бодови има и Тиквеш кој се наоѓа на 10-то место. Работнички е предпоследен со 4 бодови, Аднаното е Шкупи. Единствениот тим кој нема бодови има 7 порази од 7 надпревари. Најмногу победи имаат Струга и Вардар. Триумф нема само Шкупи, а овој тим има и најмногу порази, вкупно 7. Без порази по 7 кола се екипите на Струга Тремлум, Вардар и шампион Шкендија. Најефикасен напад има Вардар со постигнати 20 поголоци, а најдобра одбрана има Струга која е примила само 3 поголоци на 7 меча. Најлош напад има Тиквеш и Шкупи со по 3 постигнати поголоци, а пак Шкупија има и најлошот одбрана со дури 18 примени поголоци. Кратењето на лигата прави да имаме неизвестна и супер интересна сезона, која е сигурна дека до последното коло ќе одлучуваат многу работи, а за разлика од претходните сезони кога многу порано била јасна сликата. Колку за потсетување поради кратењето на лигата, последните 3 екипи директно испаѓаат во втората лига, а пак екипите на 9-то и 8-то место ќе играат бараж за можен опстанок во прва лига. Од сезона 2026-2027 првата лига ќе брои 10 екипи, односно ќе се скрати за 2 екипи од сегашните 12.